зашто младите сега не се активирани. Ја мислам дека младите тогаш ќе се вклучиме максимално и очекувавме многу, имавме големи очекувања. Сега ако видовме дека се смени овие дојде само буквално мислам дека се изгуби некоја желба кај младите за борба. Видела дека тоа е наменски. Сега гледат дека ако бутам ЦС, ќе треба да е ВМРО. А вчера што се борам против ВМРО, а не сакам пак ВМРО. Ама нека ми СДС остане. И што ќе правиме ако се има држава? Буквално ќе бидам нешто било што освен да се занимавам со тоа што е дневна политика. И на крај стигаме до тој степен, знаете како? Тоа е малку ќе вие во возрастни ќе ме контролирате. По возрастните вие сте малку комодна ситуација, да речеме, затоа што веќе сте со семејство. Меѓутоа ние младите сме уште млади, сакаме да успееме, имаме желба за успех. Меѓутоа никога ќе се разочараме и не почнуваме да влегуваме во тој комфорт, каде што некаме некако пата се вработа, не тече некако да механично не функционира или се на државата. Тој е тој момент моментално што владее кај нас. Што мислам дека идете веќе младите на 20-20 наша генерација што се некако не да се откажуваат, ама не гледаат веќе решение во овој свет. Веројатно си во право. Постарите се навикни на во покомотна ситуација и размислуваат за удобно завршење во пензија. Сепак зависи од човекот. Тоа може со сигурност да ти тврдам. Борис, младите се разочарани, сега да кажам тоа. Значи, толку многу очекува преку еден пленум, друг пленум, преку шарени револуции. Да. Сето тоа беше наменски направено за да се путне една власт и да дое другата власт, која што фактички нема да донесе никакви промени во општеството. Очекувањето беше дека ќе донесе. Да. Затоа се разочарани. Затоа и нема, не очекува и да излезат на улица утре. Да види. Ама никој не може да излезе на улица. Знаеш, ја не зборам Ма така се нема зошто? Нема, они немаат дискусија со него. Немаат дискусија, значи студентите да се соберат да речат, собираме, еве како студенти како ние млади се пак сме млади преку подкаст, да, генерално, го кажуваме што пас. Меѓутоа, нихилизм прашува решението треба се биде, ако не биде СДС, треба биде ВМРО. Вчера сме се борили со ВМРО, се треба да се борам со СДС. Ако го бутнам СДС, дојде ВМРО. А не сакам тоа да се чекам, никам ни дојде, ама никам не да остане. И немаш опција. А каква се забавиш што сакаш на ВМРО да му кажеш и на СДСМ да му кажеш, друже, во ред правиш опре што ви да направи ова за да биде подобро за сите нас. Они тоа го сметат како навреда, они го реализира го тоа што си го ветил. Да, буквално тоа што го ветиле, било кој дали е заумно, и ќе го направат само, а они нека се продолжат така да работат. Значи никој не им се меша во интернатрешни партиски политики. Ама тоа што си го збориш, што си го ветил, еве пример ако ти што се луѓе што не сакаат да се влезат во партија, барем тоа слободното за минато, секој ден живот да може да се го тера, исполни го. Они ни тоа не го прават, они образованието тотално го разрушија, сите целосно. Значи образованието со години немали кадри, како што го виделе на времето на тоа што воделе кадрица, тоа се звали, сега немаме кадри. Значи ние имаме правници, немаме економисти, немаме што е хаос се дешава во држава. Не само време на случка, ова се беше знамен министер за економија, а не економист. Прво преходната да Видимо што техничка валарија, значи не може да ја описам луѓе, значи морална одговорност нема никаква, етичка одговорност нема никаква одговорност. Ниту да речеме добро, луѓе не можеме дека си давам оставка да сум завршил, немам капацитет ни газеле ниту лична одговорност нема. Тоа е лошо. Тоа е дополнително се дискутира, меѓутоа морална функција он има надлежност од граѓаните, зашто граѓаните го поставиле таму. И сега он врши јавна функција делегирана од нас. Он не може да рече, добро, почина да ми тоа ви 3000 вакцини. Или да, починам да се дам луѓето, меѓутоа е кампања зашто мора да се вакцинира. Значи не може тоа така, нема рационални приоритетите што им се поставени им се дебакал. Денеска Ние зборам со полна револта, стварно сум некако пред 5 години, пред 10 малку помалку уште, тој PR не беше толку доволно развит. Значи имало форми на public relations кои што не биле доволно развиени. Денес, например, прочитав случајно, вчера ви мекнали пред дена, пред цел алгоритмот, нели дали пред неколку дена, Мила Царовска рекла, онлайн вика образованието се одбива перфектно. Да, бе. Ја викам, од секој еден човек, пошто јас исто работам така со други приватна култура, знам децата што кажуваат,
знам и пријатели, децата што им кажуваат, вика се максимално, децата се разучени, 12-14 години, од онлайн образованието, а второ, нема и она, како се вика, пак правя вебсайт, нешто платформа, и тоа не е видно ништо, како тоа е одлично кога паднава сега. Сакам да кажам дека не постои ниту еден момент кај што реалноста што се пласира, нели, ова сайбер, да речем, реалност на СДСМ што самите во неа се дават, дека се е окей, дека е максимална утопија, дека не знам што таму. Значи, на терен, она треба да си слеп за да видиш дека не се случува. Значи, мислам дека проблемот лежи... Било да гледа тоа што сака да види. Да. Или, например, како што рековте, некој директор ќе каже, некој директор ќе рече, супер е во мојата школа онлайн, вако, а не ни влегол проекта училница да види како... И не треба директорот да влегува во училници, тој треба да му аплодира на министерот. Или на градоначалникот. Јас сакам исто да кажам, не знам Бори што беше упан, дали може просто да сподели некои идеи, например, да го мисли во однос на тоа, за начинот на кој што ние треба да делуваме, знаеме дека со овие луѓе нема класични методи. Меѓутоа, дали може да се пласира вако преку подкастот во јавноста некои идеи што може би вие или професорот има Јас веќе спомнав пред малку. Идеја која што е важна за Македонија е црвен картон на овие двете големи. Во перспектива и на албанските големи партии. Од тој калибар. Само тоа е спас за Македонија. Од и овие ги видовме и тоа е готово. Во однос мислев конкретно на... Се извинувам. Не можам сега после. Во однос на конкретно нешто, например, како ние со Борис дискутиравме, нели, например, го зема нели тоа финско образование, мене целата работа ме беше, викам, добро, што е тоа финско образование, па било вакво, такво, не знам какво, ова. Дали имаме ние некоја идеја, ја спомнахме Југославија, рекла дека имала многу добар систем. Дали можеме нешто, имаме ние културна историја, имаме образовна историја, имаме наследство некакво тука во овие простори. Дали може да се има преродбеници на крајот, има учители, Джино, не знам, Павличев, има луѓе кои што, не знам, Климент исто има таква школа, значи има традиција на која што може да се повика за да се добие нешто добро. Веројатно не почнува од финскиот Мила Светов. Она сака да висне може би, ама тоа е незината заблуда сега. Меѓутоа, ние можеме да извлечеме многу позитивни работи да внесеме во реформата. Не мора да се оди толку далеко од климата, мора да имаме некаква традиција. Значи дека тоа е нашата како се вика образовна хронологија. И сега, дали е возможно да се најде нешто каде што очигледно гледаме дека образованието се искористат само тие директорите, кои што врска немаат, кои што цело време само се јесмени и кимаат за това, дали е возможно да се направи клучни потези кои што би биле, кои што радикално би го трансформирале тоа образование, да нема потреба да зависи од луѓе, да зависи од идеи, а не од луѓе. Што викаше... Ова мислам, да зависи од идеи. Да, тоа викаше Џорџ Буш, мислам дека еднаш, една постариот кога вика се докаже дека ние сме нација на закони, а не на луѓе, дека ние човек не е над закон. Па кај нас мислам дека исто важи тоа. Не, кај нас важи друго. Да, дека политичарот е над се. Да, дека личноста е над. Добрите идеи треба да се проверат колку се навистина добри. Или новите. И новите. Да Тоа не може да се направи на ова. Затоа мора по определено време, неколку години треба да поминат за добар образовен проект, да видиш каде има фалинки и да ги коригираш фалинките, па така да го пуштиш. А тоа за политичарите не е предизвик. Ја треба да го спремам проектот на Мицко таму, зашо? За твои да добија поени? Не, бе! Тоа е тие нашата логика. Дека ако јас нешто направам добро, денес тоа Мицко ќе го искористи утре. Разликата
помеѓу Грујо и Заев е во следново. Заев е малку помалку антидемократ. Грујев беше железна стопаница. Ово е помалку антидемократ и е многу понеспособен. Па сега видете вие дали е тоа ќар или не. Јас свакам ова што го кажете, јас вака го пришувам. Во времето на ВМРО по мене ние се побунивме на таков проблем. Поради недостигот на таа демократија која што повеќе се осеќаше дека ја нема, туку сега што се осеќа дека нема, не значи дека има. Проблемот тогаш антидемократите. Да. Проблемот тогаш беше дека за сметка на некои си човекови права и за сметка на некои си слободи, Груевски економски гледаше да он мораше, веројатно не знаеше како со механизам да направи тоа да се задржат политичките слободи, а пак да има економски просперитет. Он веќе јас ќе ги задржам политичките слободи и ќе се удрам се на една карта. Додека ги знаев, например, економскиот тој момент е занемарлив, ама он вика подобро е со мене заради тоа што јас ме пуштав повеќе да крекам. Малку повеќе да крекам. Да, може така да се. Да, и сега, значи, јас искрено сум збунет заради тоа што таа слобода што имаме, што вика Александар, на ниво на токенизам. Што ако јас имам сега слобода да му кажам на Заев или да седам до него? Исто како ламбата. Значи, сега се седи ти си ламбата, стоиш. Тоа е разликата. Предходно не беше у собата, сега си у собата, ама стоиш. Да. Значи, тука е разликата од едно на друго. Ама истата функција, истото си те. Тука е проблемот, да. Дефинитивно. И мене не ми се допаѓа исто тоа што кажа финско образование. Значи, Финска е многу далеко од тука, значи не ништо и немам исто со Финска. Од географска положба и временски услови до општествено. Но не е баш фински модел. Моделот е најблиску до американскиот модел. Да, јас без го споредував со фински. Традицијата во Америка и традицијата во било која порана што го стои. Да, не може да се споредува, затоа што ние не само за образование, го има за многу работи. Ние ќе го земеме законот од некоја европска држава, ќе го пишеме на хартија и после што не функционира, значи зошто го пишуваме? Еднакво добро нема да го почитуваме и тој. Значи они само го преведуваат, ниту го адаптираат за населението, него само го други преведуваат. култури се прашање. Други култури. Зашто тоа не се зема обзир? Мене тоа многу ме чуди. Зашто не се зема обзир дека стварно не може да биде компатибилно? Значи не се зема тоа обзир. Добро е ова, може да се земе како корен, како пример, како темел да се земе, ама не може видиш што направиле, дај може ние да пробаме не може да се Други култури се апсолутно се други